големи чекори за да се направи вистинска вест. Тие се провери, провери и провери. Само така можеме да се бориме против дезинформациите кои се почести. Но верувам дека нема да ја покријат вистината, вели долгогодишната новинарка Дивна Грданова Караџовска во подкастот снимен со Александра Фузевска од Ресен. Целта на разговорот е да се едуцираат младите како да ги препознаат дезинформациите. Инаку, подкастот е снимен во рамки на проектот Младинска медиумска лабораторија, во кој млади од Пелагонија во соработка со професионални новинари во улога на ментори ја обработуваат темата за медиумската писменост. Добредојдовте во подкастот на Младинска медиумска лабораторија, во која ќе разговараме за медиумската писменост и борбата против лажните вести. Јас сум Александра Фузевска, ученик во Средно општинско училиште Цар Самуил во Ресен. Денес наш соговорник е Дивна Караџовска, долгогодишна новинарка која работела за повеќе редакции и медиуми, а последните години известува за телевизија Тере од Битол. Почитувана Дивна, како долгогодишен новинар, што кажува вашето искуство? Дали дезинформациите ќе ги надвладеат вистинските вести? Александра, здраво. Најпрвен драго ми е што младите луѓе се интересираат за категоријата наречена дезинформации. Кога се интересира некој за нешто што е актуелно, тоа подразбира учење, тоа подразбира знаење и помала подложност на дезинформации. Како беше прашањето? Дали дезинформациите ќе ги надвладеат вистинските вести? Категорично не. Зошто не? Затоа што веста е секогаш поврзана со потребата за точност. Со информацијата, со веста, ние се обраќаме точно кон одредена публика, а на таа публика им е потребна точна вест. Веста често е поврзана и со емоцијата, која што се поврзува во моментот на слушање на информацијата, односно на веста, во моментот на нејзино гледање. Емоција која што може да предизвика и на акција. Замислете да имате дезинформација во некои сервисни вести, па пола град да стане и да направи некоја од активностите и да испадне дека тоа не е точно, дека се работи за лажна вест. Кога пак ќе ви веруваат. Од тука сите што се занимаваат со новинарство, сите што се занимаваат со вести, мораат многу да бидат внимателни, а со тоа сметам дека дезинформацијата нема да биде таа која што ќе владее. Во која сфера од општественото живење има најмногу дезинформации? Тоа не знам да кажам. Веројатно секаде има дезинформации. Имаме пристап до секакви извори и во науката и од медиумите. Од тука секаде може да се каже дека ги има дезинформациите. Индивидуалниот пристап е, предпоставувам, клучниот за да се открие. Имаме приказни кои што се обраќаат често на различните верувања. Можеби можам низ пример да кажам вакцините и аутизмот, можеби тука има поприлично, не можам да кажам најмногу, меѓутоа можеби има. Живата и деменцијата, никој не споменува дека се поактуелната деменција, на пример, е резултат на примањето на кај возрастните луѓе, на примањето на различни средства за смирување. Се објаснувам толку многу затоа што не знам да кажам каде има најмногу дезинформации, но мислам дека ги има. Имате ли некоја формула по која ги препознавате лажните вести? Да ни ја препорачате нам, на младите, на што најмногу да внимаваме? Формула мислам дека нема. Знаењето е клучно за некој да не ве излаже и за некој да не ве измами. Она што по семинари сме го зборувале со колегите, она што по семинари го кажуваат тие кои што се директно вклучени во оваа сфера, најпрви велат дека треба проверваш од која страница, проверваш кој радио, проверуваш која телевизија и во која рубрика ја читаш самата информација. Може да биде и назначено дека се работи за лажна вест со одредена цел, како што ја имавме, например, веста со пласманот на вино во Велика Британија во сега, на 1 април, информација која што не беше означено дека е 1 априлска шега, информација која што зборуваше за не знам каков премногу добар пласман на вино во Велика Британија од Македонија и толку стручно и добро беше направена што само една работа беше работа која што мора да се провери и да се пронајде, а тоа беше винарската визба која што го направила извозот. Се друго што беше проверено беше точно, така што тоа така одекна.
во однос на формулата, нелогичности во текстот можеби треба да се најде, значи внимателно треба да се чита, односно да се има едно активно слушање, да се види дали е фабрикувана, дали има манипулација, дали носи до мизинформација. Знаете, кога некогаш е толку нешто неверојатно, како на пример македонска вселенска програма, мора да е некоја пародија или мора да е некоја шега. Едностранноста, ако се испуштаат значајни историски или географски податоци, исто така може да укаже на тоа дека се работи за лажна вест, но јас лично интимно не стојам многу за тој став, затоа што историјата е секогаш дискутабилна, особено кога гледате од аспект од Македонија. И има и веб страници на кои што може да се провери. Например, мислам преку Google, тие fact-checking алатки се тие, а во однос пак на научните трудови, на семинарски, мислам дека има и една добра страна македонска плагијат, што е бесплатна за наставници, за професори, за се што е во образование, но има и од одреден дел и на новинарите да може да ги проверуваат тие. Значи, сепак има алатки кои што, доколку кај вас се јави сомнеш дека некоја вест е дезинформација, може да се провери. Каква штета прават лажните вести врз новинарството? Голема штета прават на две полиња. На личности и на поле на општество. Дезинформациите кај нас особено, кога се пуштаат разни клевети, нарушува углед на личноста. Ја нарушува приватноста. Ние сакаме често да навлеземе во приватноста на луѓето. Шиканирање, постојано се занимава со одредена личност и пишува се и се што не се знае, ништо е вистина, ништо е невистина. Јас знам дека имаше некој шпански медиум кој што ја искористи вештачката интелигенција во однос на правење на вести за да се зголеми ефикасноста на самите новинари и тоа го образложија како момент кој што е потребен сега во развојот на дигиталното новинарство и дека тоа на новинарите кои што се ангажирани ќе им остави поголем простор за истражување и факт-чекинг, проверка на фактите. Но што се случи? Новинарите не продолжија со проверка на фактите. Тој што пишуваше вести без да ја користи вештачката интелигенција некако повеќе му веруваа, а тие што ја користеа вештачката интелигенција не можеа да откријат каде е дезинформацијата, а каде не е. Затоа што кога пребарувате преку вештачка интелигенција, тие автоматските пребарувачи вам ви даваат се и се што, а во новинарството, особено дневното, секогаш се е поврзано со време. И едноставно тие правеа поголема штета на личностите, па и на општеството како втор дел од штетата што се трпи со дезинформацијата, повеќе од колку овие кои што беа многу поспори, многу побавни од автоматските пребарувачи, меѓутоа низ градот се шета и стигнуваат до информациите. Основната лекција која што ја учевме на времето во однос на новинарството е дека има 3 чекори кои што треба да се направат за да се направи добра вест. Провери. Само така може да се бориме против дезинформациите кои што се почести, а и користењето на вештачката интелигенција уште повеќе тоа го зголемуваат. Но стојам на ставот дека нема насекаде да ги има и дека нема да ги покријат вистинските вести. Благодариме на издвоеното време. Овој подкаст е продуциран во рамки на проектот Младинска медиумска лабораторија, кој го имплементира граѓанската организација Граѓански патеки во партнерство со Сдруженијата ИКТ Свет, Журналист, Од млади за млади, Младинска граѓанска асоциација и Еко Герила Преспа. Со цел едукација на младите критички да ги разберат медиумските содржини, продуциран е и видеокурс за младинска писменост кој можете да го следите на веб платформата medialab.mk. И на крајот пораката. Преку medialab.mk научи да препознаеш вистина од лага, да разликуваш мислење од факти. Биди медиумски писмен граѓанин.